Добро утро, почитувани гледачи, и добре дојдовте на програмата на Ирис телевизија. 8 часот и некоја минута стартува денешното ново издание на емисијата Утринско будење. Денеска е четврток, 20 септември 2012 година. Ние се разбира и за денеска ви подготвивме интересни содржини, прилози и гости, со кои што се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание до самиот крај на денешната емисија, некаде околу 9 часот. На самиот почеток, пред да стартуваме со оние редовни информации кои што се однесуваат на временската прогноза, режија доколку е подготвена снимката од центарот на градот, од нашиот прекрасен град се разбира, да ја видиме и да ја прокоментираме раздвиженост. Така, во продолжение одиме со временската прогноза и да видиме кои се најавите на синоптичарите за времето денеска и се разбира за времето во наредните 3 дена. Утрово во Штип беше измерена минимална температура од 6 степени Целзиусови, а синоптичарите најавуваат дека денешната дневна максимална температура ќе достигне до 22 степен. За утре, односно петок, синоптичарите најавуваат дека ќе имаме утринска температура во интервал од 5 до 11 и дневна максимална температура од 16 до 23 степени Целзиусови. За задутре, односно за во сабота, синоптичарите најавуваат утринска температура во интервал од 2 до 9 и дневна максимална од 20 до 26 степени Целзиусови. И за во недела, најавите на синоптичарите се утринска температура во интервал од 3 до 10 и дневна максимална температура од 23 до 29 степени Целзиусови. Така, тоа е она што се однесува информации кои што се однесуваат на временската прогноза, по-конкретно какви температури не очекуваат денеска и во наредните 3 дена. Така, значи, како што кажав, ќе имаме сончево време со мала до умерена облачност. Попладне и во западните делови на земјата ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и се разбира појава на грмежи. Температурата, како што кажав, ќе се движи во интервал од 18 до 25 степени Целзиусови. Се разбира што се однесува до онаа дневна максимална температура. А во наредните денови ќе дојде до мал пад на температурата, а на места ќе има и услови за локален пороен дожд, проследен со грмежи, како што кажав претходно. Што се однесува до информациите поврзани со биопрогнозата, драстичното намалување на дневната температура може да има неповолно влијание на сите хронично болни, а особено кај лицата со кардио и цереброваскуларни проблеми и ревматичарите. Главоболка, раздразливост и болки во мускулите се можни метеопатски реакции. На сите учесници во сообраќајот им се советува дополнително внимание. Така, значи, еве и снимката од центарот на градот. Забележуваме дека нема некоја посебна раздвиженост, но се разбира причината за тоа е што се уште е премногу рано. Јас сум сигурна дека некаде на крајот на емисијата, некаде околу 9 часот, оваа фреквенција, односно раздвиженост, ќе биде многу поголема. Така, во продолжение одиме со рубриката Времеплов, попозната како на денешен ден, и се разбира да видиме по што е толку значаен денешниот датум во светската историја, 20 септември. На денешен ден, 331 година пред нашата ера, на реката Тигар во Месопотамија, војската на Александар Македонски се судри со главнината на персиската војска на царот Дари. Персиците имаа околу 1 милион војници, а Александар Македонски помалку од 50.000. На денешен ден, 1519 година, португалскиот морепловец Фернандо Магелан во служба на шпанскиот крал Карло Пети од Сан Лукар во Шпанија со својата експедиција од 5 брода тргна на пат околу светот за да го открие западниот пат за Индија и во освојување на колонии за шпанската династија. Во 520 година ги испита југоисточните брегови на Јужна Америка и го откри Тихиот океан, односно уште наречен и Пацифик. На денешен ден, 1520 година, Сулејман Величествениот стапи на турскиот престол по смртта на својот татко Селим I. На денешен ден, 4 години подоцна, 1934 родена италијанската филмска актерка Софија Шиколоне, попозната како Софија Лорен. Како медиумски продукт на продуцентот и нејзин сопруг Карло Понто, стана светска звезда.
Еве предпоследната информација од рубриката Времеплов. На денешен ден, односно 20 септември 1963 година, американскиот председател Џон Кенеди на заседанието на Генералното собрание на Обединетите нации предложи заедничка советско-американска експедиција на месечината. И последната информација од рубриката Времеплов, односно на денешен ден. На 20 септември 1990 година во Скопје Собранието на Македонија ги прогласи 25 амандмани на Уставот на Македонија, според кои покрај другото Македонија стана повеќе партиска држава. Така, почитувани гледачи, тоа беа информациите кои што се однесуваат на значењето на денешниот датум во светската историја, 20 септември. А еве во продолжение да дзирнеме и во верскиот календар и се разбира да видиме кои празници денеска ги слават православните и католичките христијани. Според православниот верски календар, денеска е свети маченик Созонт. Созонт бил родом од Ликаонија, бил овчар, а во верата искрен и длабок. Во истото време Созонт отишол во Помпејапол, влегол во еден незнабожечки храм, каде што се наоѓал еден златен идол, му ја откинал раката и златните парчиња им ги раздал на сиромашните. Во градот настанала голема тревога. Созонт не сакал некој друг да пострада поради неговото дело, па самиот му се предал на хегемонот. Тој наредил да го стават на маки, а откако претрпел се, го фрлиле во оган, каде што ја предал својата света душа на Бога. Пострадал во 304 година. Според католичкиот верски календар, денеска е свети Еустахиј, Теописта, Теописто и Агапи. За овие светци постојат многу легенди. Според една од нив, за време на еден лов, Еустахиј фатил еден елен и меѓу реговите ненадејно ја видел сликата на распнатиот Исус, а од небото слушнал глас кој што го повикал на спасение на бесмртната душа. Од тогаш Еустахиј заедно со неговата жена Теописта и двајцата негови сина, Теописто и Агапи, почнал да се крсти. Исус му рекол дека ќе биде подложен на тешки измачувања. Еустахиј со помош на Господ да ги издржи тие измачувања успеал. Поради верувањето во Христос, Еустахиј и неговото семејство умреле мачинички во времето на владењето на царот Трајан. Така, почитувани гледачи, еве тоа беа информациите, најпрво кои што се однесуваа на временската прогноза, потоа на значењето на денешниот датум во светската историја и видовме кои празници денеска ги празнуваат православните и католичките верски христијани. Во продолжение би сакала да напоменам дека во денешното издание на утринската програма го гостува господинот Ване Маневски и се разбира ќе можете слободно да го проследите разговорот и доколку имате подготвено прашање за нашиот денешен гостин, добро познатиот телефонски број 612-313 е отворен и слободно можете да вратите. Во продолжение, мене ми е чест и задоволство што и ова утро моето утринско кафе ќе го испијам заедно со вас, односно во друштво на верните гледачи на програмата на Ирис телевизија и на емисијата Утринско будење. Се разбира да не ги заборавиме и оние кои што не следат на нашиот веб портал iris.mk. Па ајде додека вака заеднички го пиеме нашето утринско кафе, односно можеби додека вие се уште го подготвувате вашето утринско кафе, да се расположиме, да се расониме и се разбира да ја слушнеме првата музичка номера за денеска во избор на режијата. Ајде да видиме кој е нивниот избор за ова утро. Уживајте.
И еве добро утро од мене во утринско будење, а разговарам со наш штипјанец, надалеку познат ликовен уметник Зоран Малиновски. Деновиве повторно во Штипинаку живее во Ванкувер, Канада. Го знаеме по неговото ликовно творештво, меѓутоа и светот знае за многу. Добро дојдовте во утринско будење. Благодарам, добро најдов. И ние веднаш не би биле Ирис телевизија со утринско будење ако не ви искористиме за тоа да кажете веќе на штипјани зошто сте овде во Македонија. Баш ми е драго, јас користам прилика да ги поздравам сите штипјани и да ги посакам добар ден. Разлог зашто сум овде е меѓународната изложба во Скопје што ја организира Остен, изложба на цртеж, и јас сум еден од добитниците на наградата што ги доделува Остен и дојдов со идеја да насликаме на слика како награден. Таа слика ќе остане во власништво на Остен и да поминам време да се запознам со останатите уметници што ќе дојдат од Кореја, од многу други земји од светот. Колку период ќе работите на таа слика? Во Скопје? Веќе скоро е готова, една недела ми требаше да ја завршиме. Сега во меѓувреме ја искористив прилика да дојдам во Штип да се видам со некои мои драги пријатели и да поминам време во Штип. Така, сепак нели корените се тука. Ја Штип не го заборавам и секогаш користам прилика, ете сите мои успеси вака ги поделувам со моите сограѓани без разлика каде да сум во светот, каде да живеам, јас секогаш ќе кажам моите успеси се успеси на овој град, јас сум роден овде и нема никаш да заборавам на Штип. Зоран Малиновски го видовме со неговото ликовно твориште во Уметничката галерија Бизнистен пред 2 години, ако не се лажам, поправете ме. Тоа беше на интересна тематска слика. Продолжувате со тој начин на работа? Да, тоа е еден мој најнов проект на тема потеклото на митот. Тоа е на птица, ја ја видов во Мексико, на планината Сиера Мадре, кога бев на одмор. Се интересирав како живеат луѓето во Мексико и кога ја видов таа птица малку ме потсети на времето од порано и ми даде идеја да ја трансформирам низ времето. И сега јас уште работам на тој проект. На ова изложба и излагам еден цртеж што е поприлично долг, е на пластика како еден филм, нешто што постоело некогаш во некое време, се користило, а сега модерната технологија едноставно го надживеа и јас ја трансформирав таа птица, ја модернизирав на еден начин, покушав да најдам спој помеѓу времето од порано и денешниот живот што ние го живееме. Престижна ликовна галерија во Лондон со таму вашата слика, второ наградена, тоа може да се види податоци на интернет, меѓутоа еве како дојде таа соработка и сликата до кога, каде ќе ја видат ли во Македонија? Јас имам контакти со многу познати куќи во светот. Сега, кој ќе се вратам во Ванкувер, треба да испратам 25 цртежи на Тейт галери во Лондон. Пред неколку години имав прилика Сотаби да ми излагат на аукција на изложба што е спонзорира, а они во Чичестер во Лондон. Во меѓувреме им дадов право на една фирма во Лондон, они работат дизајн за теписи, да користат мои дела. Сачи галеријата е една од најпознатите галерии, Сачи е секогаш на врвот као најбитен човек во светот во ликовната уметност. Они ти дават право да имаш дела на нивната веб страна и тогаш се гласаше у светот луѓето гласа која слика најмногу и се допаѓа. Една од моите слики беше втора по гласови, зашто ми е многу драго, бидејќи сето тоа ми помага за моето име да ми го повишува рейтингот на... Темата на сликата? Темата е, јас ја сакам природата и најчесто се работи од природа. Тоа е една ситуација од Ванкувер, јас видов една чавка како јаде школки. И тогаш ми беше интересантно, најчесто во Ванкувер кога ќе се шетате покрај океанот, се гледат љусти од школки. Ја не знаев како тоа дојде, кој ги ставил тие љусти таму. И во еден момент видов како они кои ќе ги земат школките од водата, ќе полетат, ќе ги дигнат горе и ќе ги пуштат да се скршат и слегнат доле ја. Тоа ми беше многу интересантно и јас ја насликав буквално така, предадена на тоа што го работи, околу едни карпи и вода.
и интересантна. Во тоа време јас негував еден стил модерен реализам. Сите елементи се реални, технички се како старите мајстори, а композицијата е модифицирав. Тоа беше еден специфичен начин на креирање што ретко во светот го користат. И јас уште работам на тоа, меѓувреме работам на вакви проекти како што работам на потеклото на митот. Така. А додека сте таму во Канада, во Ванкувер, дали носталгијата за Македонија, за Штип може да ви инспирира? Дајбе, нека видат и канаѓаните нешто од овде. Се сеќа, стално се потсеќам на Македонија и почнав еден нов проект на тема импресии од Македонија. Насликав околу 60 пейсажи и јас работам на тоа. Пейсажите ќе бидат изложени како еден фриз, на некој начин и ќе работам на пластики како инсталација. На пластиките ќе имам како некои текстови, песни од наши познати поети. На некој начин ќе направиме на презентација на македонската култура преку моето творештво. Кога ќе гледате пейсажите, ќе имате комплетна представа за Македонија и ќе биде така едно као патување, као кога сте во кола, кога седите и ги гледате пейсажите. И во меѓувреме работам на некои работи што наликуваат на фреските и на иконите, и тоа ќе биде цела една ситуација, еден проект кој што ќе ја презентира Македонија. Многу среќа, се надевам дека ќе реализирате оваа идеја и тука сте кратко време, рековме на почетокот, ќе имаме ли можност да видиме наскоро, можеби до година, со нешто представено овде во вашиот Штип? Јас секогаш доаѓам овде и секогаш ми е драго да излагам. Јас со овие организаторите на Остин се договарам веќе да е за една мала изложба и ќе гледам да тоа биде организирано без разлика дали јас ќе бидам или да се пренеси во Штип, да можат и мои сограѓани да ја видат. Благодарам на гостувањето, многу среќа и не заборавајте го Штип, макар да го насликате на платното ваше кое го освои во светот. Ви благодарам. Нема никош да го заборавам, си благодарам. Јас ги поздравам сите сограѓани. Така. Почитувано беше разговорот со нашиот надалеку познат ликовен уметник Зоран Малиновски. Уживајте во програмата на Ирис телевизија заедно со Утринско будење. Почитувани гледачи, 8 часот и 20 минути. Време е да ги проследиме и првите утрински вести. Ајде да видиме, односно да се потсетиме кои беа они настани кои што го одбележаа вчерашниот ден. Добро утро, проследете ги утринските вести. Председателот на Гранковиот синдикат на здравство вчера во задоцната посета на Штипската клиничка болница. Но освен председателот, немаше кој да го пречека. Најголемиот дел од специјалистите заминаа во самостојниот синдикат на клинички. И додека штипските специјалисти се изнамачија да формираат независен и нов синдикат, во Скопје синдикатите никнуваат како печурки. Задоцнета ја нарекува во Штипската болница денешната посета на председателот на Гранковиот синдикат на лекари. Првиот синдикалец немаше кој да го пречека. 50-тината специјалисти пред само 2 дена заминаа во самостојниот независен синдикат. Јас мислам дека во овој момент е одредена закасната посета, бидејќи сватите на работа. Не сакам да дојдеме као синдикат против синдикат, мислам тоа најмалку од се ни е битно. Разединетоста, расцепканоста на синдикатот само може да биде контрапродуктивно. И додека штипските специјалисти се изнамачија да формираат нов независен синдикат за да се приклучат на генералниот штрајк, во Скопје синдикатите растат како печурки. За краток рок се формираа нови 2 и сега има 4. Професорот по трудово право Андон Мајхоше вели дека формирање на синдикатот е тешка работа, во која треба да се испочитува правната процедура. Синдикалниот плурализам е демократски израз на индустријските односи во едно општество. Значи, не е спорно формирање на повеќе синдикати, но прашањето е само зошто се формираат и која е целта на тие синдикати. Штипските лекари, откако увидеа дека не може да се приклучат на генералниот штрајк, решија да формираат свој независен синдикат. Но поради немањето доволно време до 24 септември да ја истуркаат целата процедура, изнајдоа решение по заобиколен пат. Се приклучија на самостојниот независен синдикат. Шестмесечниот извештај за работењето на јавното предпријатие ИСАР ја зовре атмосферата на вчерашната комисија за урбанизам. Од една страна беа советниците на опозицијата, од друга страна директорот Никола Мицевски.
Шестмесечниот извештај на ИСР повторно беше политичко шоу, во кој главните актери беа советниците од НСДБ и СДСМ од една, а од друга страна директорот Никола Мицевски. Опозицијата бараше одговор зошто не се подмируваат долговите за кредитот кон ЕБОР и кон Евана и покрај тоа што предпријатието покажало добивка од 11 милиони денари. Зашо не подпишете вие договор со Министерството за финансии? Обврска тоа. Значи вака се. Како може и тоа Министерство за финансии да не се исполнува законската обврска? Вие бете дужни уши на 10.9.2009 година да заклучите договор со Министерството за финансии, за да и плаќате тие 77 милиони денари што се заостанати. Вие до ден денеска се не лажите, преписки, договор немате подпишан. Камо договор? Денеска имаме 46 милиона. Разликата од 31 милион е платена од јавното предпријатие. Тоа е платено. Тоа е покачувањето на цената. Тоа е за да плаќаме нешто. Зошто вие не сте ги плаќале и зошто не сте ја покачиле цената? Па зошто не е качена цената, кој имавте обврска да ја качите цената? Кога Велес, Струмица и Куманово од 2001 година ја качија цената на вода и ги плаќаа кредити за купување на социјален мир и добивање на избори. За тоа не се качи. Од тоа страдаат граѓаните и тоа треба да им го кажете. Директорот на ИСР Никола Мицевски рече дека во овој момент предпријатието ги плаќа долговите на поранешните раководства од СДСМ, бидејќи долгот кон Евана од 17 милиони денари е стар и во времето на СДСМ не е платен ниту денар. Сега е ваа гарнитура, и ваа гарнитура бидејќи вика дека 4 години домакински се работе, дека еве покачите и цената на вода, на зеленило и така натаму, драстично се зголемијат приходите у јавното предпријатие, а се уште не се плаќат ратите према Евана. Значи плаќате ги, значи не за останатите, плаќате ги само тековни. Новата на мовето, значи вие или упорно пласирате дезинформации или не ќе да разберете некој работа. За да разберете ќе пробам да ви кажам на поедноставен начин. Родителот земе кредит и не го враќа. Детето станува полнолетно и почнува да живее свој живот. Кредитот треба да го плаќа детето. И родителот го мъска по глава детето и го прашува кога ќе го врнеш кредитот. Тај што го е земал кредитот. Прашува кога ќе го врне детето кредитот. Значи, и ако сте доволно разумен и ако размислуваме како што треба да размислуваме, ќе сванете поентата од моето кажување. Есенското работење на Советот и на неговите комисии во кои политичките опоненти се надмудруваат кој плаќал или не плаќал, односно работел или не работел, покажува дека дефинитивно ќе имаме жешка кампања за локалната власт. ИСР секогаш ќе биде предмет на дискусии, бидејќи преку него партиите обезбедувале социјален мир за членството, но и за граѓаните. Од денес треба да започне асфалтирањето на улицата Ванчо Прке и изградбата на кружниот тек кај Стопанска банка. Од јавното предпријатие Штип проект велат дека ќе се реализира проектот за околу 15 на дена. Имаме ставено во нашата динамика и во условот со кој што е подпишан тендерот дека за 15 работни дена зборувам ќе треба да биде завршена комплет сета улица, бидејќи таму имаме само една промена на сообраќајно решение, немаме реконструкција на подземни инсталации, значи тоа ќе биде само едно формување. Поголем проблем ќе биде можеби преместувањето на јарболот со знамето, но и за тоа мислам дека имаме дадени проекти и не ќе биде некој проблем кој што ќе опречи остварувањето, односно реализацијата на овој проект. Додека не донесат потврди за редовни ученици и студенти, оние над 18 години ќе бидат избришани од евиденцијата на Фондот за здравство. Тоа значи дека прегледите кај матичните лекари ќе мора да ги плаќаат приватно. Повторно во здравствената евиденција ќе бидат внесени кога потврдите ќе ги достават до подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување. Сите студенти и средношколци над 18 години деновиве се избришани од списокот на здравствени осигуреници на Фондот за здравство. Ваква ќе биде состојбата се додека не однесат потврда во фондот дека се редовни студенти или средношколци. Најголем број од студентите над 18 години тоа не го знаат и се кога ќе идат на лекар всушност немаат осигурување. Затоа сите треба да донесат потврда. Фондот во договор со Сдруженијето на приватни лекари требаше да го направи тоа во октомври, меѓутоа го направил во септември. Избришањето на сите студенти, фактички сите студенти се во овој момент избришани. Освен оние кои веќе однеле потврда, тоа се веројатно многу мал број.
Иако оваа група на лица се осигурани под друго име, односно под име на родителите, за нив прегледите кај матичниот лекар ќе бидат на приватно. Наместо без пари, обичен преглед ќе ги чини минимум 200 денари. Сите прегледи и сите услуги ги плаќа на приватно. Да не зборуваме ако се работи за некоја идна ситуација во која тој мора да добие и болничка услуга, каде што се наплаќа болнички пансион или некоја поголема услуга која може во моментот или при итност на ситуацијата да го доведе во неволја, а тој без да знае да нема осигурување, иако се рачуна дека е осигуран под она што великаме подносителот, мајката, таткото, односно родителите. За сега нема рок до кога најдочна студентите треба да ги достават потврдите, но според Стојменов, колку побрзо, толку подобро. Овде завршуваат утринските вести, останете до самиот крај со утринското будење, имајте убав и успешен ден. Слушај, салата е супер, ама мора да подмачкаме. Во сега ќе го пробате зејтин. Ајде, здрави. Не бе! Така. Пробај. Стварно е супер. Уш по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Брадер, техника на шиење која спојува. Индустријски домашни машини за шиење и везење. Промотивни цени на домашни машини за шиење. Од 11.900 денари. Брадер, секогаш на ваша страна. Телефон за контакт 02 2650 156. Не пропуштајте! Само во септември. VIP Postpaid роденденска понуда. 1000 мегабајти, 1000 SMS-и и 1000 минути кон сите мрежи за само 555 денари месечно. И тоа за секогаш. И нов 3G телефон за 0 денари. 5 години. Повеќе за вас. VIP. Те за вашиот дом. Бела техника и апарати за домаќинство. Прибор за приготвување и послужување. Сите видови рачен и градинарски алат. Електроинсталациони материјали и расветни уреди. Материјали за водовод и канализација, бои и лакови, резервни делови, апарати за обработка на дрво и метал. И што ли уште не? Нема што нема. ПСС Home Center на влезот во градот. Ситуацијата е катастрофа. Претплатниците ни бегаат на телекабел, нови нема. Профитот нагло опаѓа. Притисок од акционерите, што има телекабел, што немаме ние. Тоа што го има телекабел, тешко. Ама може да ги зголемиме цените. Член 237 став 3 од договорот. Договорот е нераскинлив 2 години. Операторот има право да ги зголемува цените кога сака. Браво. Нема обврзувачки договори и нема ситни букви. Телекабел. Добро утро, почитувани гледачи, во утринското будење. На момент, ева, утрово ја менуваше колегата Зарински Деспина Царева. Еве сега јас во една постојана рубрика, ќе се надевам дека ќе биде постојана, каде што ќе ви ги пренесувам за 10 на минути актуелните работи од градот. Од сите домени на нашето живење, се надевам дека најчесто ќе бидат оние комуналните што вас ве интересираат, а останува телефонот 313 612 313. Јавајте се во студиото на телевизија Ирис и прилувајте ги вашите комунални проблеми или успесите на комуналните предпријатија. Наше е да им ги доставиме на оние кои треба да работат во ваш интерес. А мојов утрешен соговорник има една друга тема и една друга општествена одговорност, да не кажам државна одговорност. Во почетокот на септември, како што е вообичаено неколку илјади години, затоа што септември е инаку седмиот месец,
но кај старите антички народи се сметал како прв месец. И затоа уште тогаш почнувале школските години, начините на сметење и од некои од тие работи останале во сеќавање до ден денешен. Освен тоа што ние правиме зимница, нашите деца почнуваат на училиште, во сите возрасти. И оде имаме многу информации, некојаш и дезинформации и така натаму. За состојбата во образованието на нашиот микролокален план секојаш има одговорни луѓе. До сега беше одговорен мојов денешен, утрешен гостин, господинот Ванче Маневски, досегашен областен просветен инспектор, а сега раководител на секторот за локален економски развој и администрација. Добро утро, господин Маневски. Добро утро. Пре нема да го погрешам презимето, бидејќи обајте да сме Маневски. Јас започнав со воведот во овој наш разговор со тоа да секој септември се јавуваат исти или слични проблеми или ништи или слични задоволства. Не е мало задоволство ако 500 или 600 мали наши сограѓани почнат на училиште. Колку оваа година почна на училиште? Во прво одделение започна доста голем број. Тука пред мене се податоците, да не зборуваме на памет. Значи, некаде околу 450 прводеленција започна годината на 1 септември. Значи, за учениците и за родителите, учебната година започнува на 1 септември, односно оваа година започна на 3 септември, а завршува на 10 јуни. Меѓутоа, за вработените во образовните институции и во оделенијата на општината, кои што се занимаваат со оваа област, учебната година трае до 31 август. Значи, и после 10 јуни ние продолжуваме со работа, со планирање, со изготовка на тие документи. Наставниците секако во своите училишта, во својата област, а ние во организирањето на таа. Да не биде тоа дека учителите имаат 3 месеци летно време одмор. Па имаат по решение толку колку што ги следува согласно законот за работни односи. Тоа е почеток од 18 дена и денови на Значи, тоа не значи дека тие престануваат на 10 јуни да влегуваат во училниците и да ги одржуваат часовите, тоа не значи дека тие се на одмор. Тие седеа во училиштата, работеа и ги изготвија програмите за оваа учебна година. Значи, секоја година, знаете, образованието е динамичен процес, секојаш има новини, секојаш се постуваат повисоки барања од наставниците, од нивните менаџери и тоа мораше да се сработи за тој летен период. Господин Маневски, оваа година имаме, ја рековте, бројката околу 400 и нешто прводеленци. Помалку или повеќе во однос со минатата? Во однос на минатата помалку за 40 ученики. Тоа значи две паралелки помалку. Да. А како споредба минатата година повтор имаше помалку од предминатата? За истиот број. Значи ли тоа дека ако веќе 4 паралелки имаме помалку за 2 години, дека капацитетите на училиштата на училишта кои се димензионирани за поголем број стануваат прешироки? Не значи тоа. Јас сум веќе 5 циклуси во образованието, значи 5 пати по 4 години. Значи тој циклус е исто така динамичен, значи наталитетот има некоја синусоидна линија. Ако овие 2 години во опаѓање, наредните 2 години може да биде во пораст. И ако ги изгубиме тие паралелки на некој начин, потоа многу потешко се враќаат. Значи, по закон подоцна треба да формирате нови паралелки, да, а вака настојувате ги одржите. Ние направиме една екстензија за кој ќе бројот на ученици кој ќе биде предвиден со законот да бидеме подготвени да ги примеме тие ученици. Ова го поставам како прашање од прост причин, бидејќи и учителите се, наставниците се наши сограѓани. Можеме ли да дојде барем штип во една состојба во која што ќе нема доволно часови за наставниците? Ако се продолжи трендот на намалување, ако се продолжи трендот на намалување, да. Ако се продолжи трендот, секако дека ако континуирано опаѓа бројот на ученици, ние не можеме екстензијата да ја држиме во недоглед, туку ќе мораме да ги рационализираме работните места. Меѓутоа, таа опасност не ја гледам во наредните 2 години. Значи, анализата, оделението за јавни служби, во кое спаѓа и
советниците за образование и за детска здравствена и социјална заштита, правиме анализа и истражување на податоците за бројот на деца родени во тие години, со што представуваат и деца обврзници за во прво оделение. Сметаме дека наредните 2 години ќе имаме нагорен и покачување на бројот, барем враќање на истото ниво од пред 2 години. Министерот за образование пред 10 дена, според неговите обврски беше во Штип, изјави една работа дека ќе треба да се направи некој облик на информирање на родителите и наидните студенти за проодност или можноста за вработување на студентите, бидејќи општеството не може да ги прими сите. Според ова анализа што јас и вие ја правиме утрово, тоа значи дека мал дел од студентите наши или некои други сограѓани ќе завршат педагошки факултет, ќе имат шанса да влезат во процесот на образование. Значи, Министерството работи подолго време на тоа кариерно насочување и на учениците, значи кои преминуваат од основното во средното образование, и на учениците кои преминуваат од средното образование во академско образование. Тоа кариерно насочување се реализира и преку проекти на USAID. Во моментот во Штип се работи на јакнење на тие капацитети. Проектот се вика ЕС мрежа. Значи, проектот треба да има улога да им помогне на учениците за кариерно насочување. Во секој од средните училишта ќе се создаде кариерен центар. Министерството прави програма за ментори кои ќе работат во тие средни училишта и ќе го вршат кариерното насочување. Значи, министерот со неговите настапи во јавноста постојано укажува на кадрите кои што недостасуваат во општеството, значи да се напуштат тие општествени науки и да се посвети повеќе внимание на техничките факултети, и со тоа би се надминал проблемот кој што го имаме во општеството, недостаток на кадри кои се потребни за економијата. Вие сами поминате на темата која јас сакав да ја поставам. Значи, со измени во средното образование, со измени програмски измени, ќе се дојде до ориентација на средношколците кон некои други образование, некои други знаења што се потребни на пазарот. Има ли структурата на средните училишта во Штип можност тоа да го направи? Нема заинтересираност за средното текстилно училиште. Има потреба од таков кадар. Значи, насочувањето може да го изврши и општината со креирањето на уписната политика во средните училишта. Значи, градоначалникот ја подпишува потребата за бројот на ученици во средните училишта. Ово го мислам, простите, господине Маневски, ово го мислам од една друга гледна точка. Ако заинтересираноста на учениците биде гимназија, на крајот овие технички училишта ќе останат, не сакам да кажам, лошите ученици, меѓутоа нешто помалку биле заинтересирани. Тогаш и во старт можноста за нивниот успех е намалена. Или барем јас така размислувам? Постојат механизми, тоа се вика уписна политика и креирање на висината на бодовите при уписот, при објавување на конкурсот, значи со која што може да се селектираат учениците кои ќе се запишуваат со каков успех и на кои училиште. Да подсетиме дека средното образование со законот од 2008 година е задолжително и средствата локалната самоуправа за патување на учениците кои се надвор од нашата општина е организирано. Тоа е една друга тема, меѓутоа многу комплексна тема, многу работа за одделението во општината. И во моментот се работи на таа организација, некаде околу 1300 ученици, нешто помалку од 1300 ученици се превезуваат од околните општини. Колку ученици има во општина Штип? Вкупно, во основно и средно, околу 7000 ученици, 6900. Од тие 1300 рековте патуваат? Патуваат, да. Тоа е значи една привилегија која што владата на Република Македонија им ја овозможи на граѓаните на Република Македонија да го користат средното задолжително образование и сите
привилегии што ги нуди како бесплатен превоз, бесплатно сместување, бесплатни учебници и така натаму. Значи ние имаме капацитет на студентски дом, кој што меѓу другото е ученички дом, пополните се сите легла и сите што не можат да престојуваат во овој ученички дом ги следува бесплатно патување. Последно прашање, секогаш има почетоците секогаш се врзани и за недоразбирање, некои нови односи. Имавте еден мал почетокот, едно мало недоразбирање со ученици во село Лакавица. Што беше суштината? Значи, подрачното училиште во село Лакавица работеше како комбинирана паралелка и во предметна настава. Меѓутоа, бројот на ученици беше намален на тој педагошки минимум и остана само 4 ученици, од кои 2 ученици беа во 7 оделение и 2 ученици во 8 оделение од 8 годишно образование. За да се држи настава за толку мал број ученици, требаше да патуваат секојдневно и до 14 наставници. Сметавме дека таа паралелка, комбинирана паралелка од предметна настава треба да се рационализира и затоа реков дека од јуни месец, значи по завршувањето на наставната година, па се до 15 август ние работевме на тоа да сите наставници кои што нема да го имаат фондот на часове по подрачното училиште во Лакавица бидат распоредени на соодветни места во општината и ниеден... Го разрешивте тој како проблем? Да, тоа го разрешивме. Родителите не можеа да го прифатат фактот дека нивните деца треба од 3 септември да патуваат исто така организирано. За нив беше обезбедена и бесплатна ужина како еден стимул за да го прифатат тој услов. Да им се социјално помогне. Да се помогне социјално. Веќе тоа е разрешено. Тој конфликт не постои, родителите го прифатија, децата веќе се вклопуваат во средината и се е во ред. На задоволство на сите нас. Последно прашање, нешто што е евидентно кај нас, а тоа е селењето на учениците од едно училиште во друго училиште. Имате вие регионализација во која што родителите сакајки со добра намера нивните учители нивните деца да имаат подобро образование, во организационниот систем направат проблем, па одеднаш во Ново село се јавуваат за прво одделение 30 на деца што се запишени, а во училиштето 6, 7 или 4. Ова е феномен кој може да се разреши или ќе се пушти стихиски да се укинат текучи? Тоа се вика квалитет и пазар на трудот, нели? Значи тоа е конкуренција. Тие наставници кои што се најпосакувани, најпобарувани, сигурно вредат и во своите колективи, и во своите генерации. И таму треба системски да се работи за кај оние наставници. Јас ова отворено го кажувам и на сите состаноци кои ги држиме во општина Штип со активот на директори на основни и средни училишта и треба да се посвети многу внимание на професионалниот развој и на односот кон работата на сите наставници. Тоа значи дека некој ако од наставниците кои не водат сметка за ова, а немаат ученици или помалку, ќе добијат соодветно разместување, значи, казна со или... екстерното оценување веќе работите ќе се наместат на секој на свое место. Секој наставник ќе добие оцена според квалитетот и вложувањата со заинтересираноста на учениците пред се. Да. Неубава работа е кога системот функционира, кога не функционира, тој продуцира проблеми. Се надевам за задоволство на сите нас дека ова што сте го проектирале ќе профункционира. А јас се благодарам што 18 минути утрово им кажавме на моите гледачи, нашиве сограѓани, што е актуелно во образованието. За другите теми се надевам дека сте на располагање за да граѓаните пред се знаат што ги очекува и што од нив се очекува. Ве благодарам што бевте гост. Благодарам. Поштовани гледачи, ќе продолжи Деспина со незиниот гостин, а јас утре ќе видиме каква ќе биде темата, ќе настојуваме актуелно за вас да биде се она што е околу вас и она што вие сметате дека е актуелно. 672-313, јавувајте се за добрите и за лошите работи, а ние сме вашиот сервис. Деспина, повели?
Од тебе живот цел за тебе, не никогаш не е доволно, а сега ми тежи премногу. Никогаш доста од мене, љубовта е твоја. Оди ти, биди срекна и мај, се што јас немам никогаш да го имам. Гради нас од цвеќе, срекно мало дете сум, очи ко твоите очи. Гради нас од рози, насмевки и сузи сем, се што сакам јас да имам со тебе. Никогаш доста од тебе, живот цел за тебе, некогаш тежи премногу е, сега ми треба најмногу од се. Никогаш доста од мене, љубовта е твоја. Оди ти, биди срекна и се што јас нема никогаш да го имам. Гради нас од цвеќе, срекно мало дете сум, очи ко твоите очи. Гради нас од рози, насмевки и сузи сем, се што сакам јас да имам со тебе. Почитувани гледачи, во продолжение на емисијата Утринско будење ќе имате можност да го проследите денешниот разговор со нашиот денешен гостин. Станува збор за Емил Павлов, кој што тренира карате во карате клубот Штип. Емил, добро утро и добре дојде во емисијата. Добро утро, добро најдов. Еве на самиот почеток, од кога почна да се занимаваш со овој спорт, карате? Вака најпрво сакам да ги поздравам гледачите на телевизија Ерис. Јас со карате спортов почнав да се занимавам уште пред 13 години кога бев второ деление. Така. И еве од каде се јави желбата да го тренираш токму овој спорт? Зошто се одлучи за карате? Дали можеби има некој друг во твоето семејство кој што тренирал на времето карате? Па вака во нашето училиште имаше карате клуб кој сите мои сокласници запишеа на карате. Сакав јас да се запишам да видам како е. Па ете, од тогаш до денес се уште тренирам карате, го засакав овој спорт и понатаму ќе продолжам да тренирам. Во кој клуб тренираш? Кој е твојот тренер? Па јас тренирам во карате клубот Штип. Мои тренери се Жарко и Сашко Арсовски. Воедно сакам и да ги поздравам. Така. Колку пати во неделата тренирате? Дали има ден за одмор? Затоа што пред малку ми кажа дека пред да дојдеш во Ирис телевизија си бил на тренинг. Да, точно. Па тренираме по 6 пати на ден. 6 пати во неделата, но кога имаме некој важен надпревар, се подготвуваме по 2 пати на ден. Така, и како изгледа еден ваш тренинг? Напорно ли е да се тренира карате? Па, наш тренинг изгледа
Вежби, спари. Вежби, најпрво се иде оној дел за гревање, па потоа идат оној технички, тактички дел. Така. И еве да ни откриеш каков појас имаш и како оди она стекнување на појаси. Па јас имам кафеав појас, стекнување на појаси оди така што најпрво започнува на бел појас, кога се запишува град бел појас, па потоа жолт, па црвен, па зелен појас, па плав и кафеав и на крајот црн. Така, сега тебе ти преостанува уште црнен појас. Да. Така. Емил, јас предлагам сега да го прекинеме нашиот денешен разговор, да го проследиме и вториот блок на реклами и се разбира потоа веднаш се враќаме во студиото на Ирис телевизија и го продолжуваме нашиот разговор. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од Дрво Декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрво Декор, Караарман. Нема да погрешите. Центар за гуми, ТТГ Пит Стоп, гуми за сите видови возила од програмата на Мишелин, Клебер, Корморан, Тигас, за автомобили, комби, джипови со најпрофесионална монтажа, балансирање и полнење со азот. Во ТТГ Пит Стоп те најдете и гуми за камиони и автобуси од најреномираните светски производители Bridgestone, Firestone и Корморан. ТТГ Пит Стоп на влезот по населба Пребег. Солената терапија е 100% природна, клинички испитана и научно докажана метода за зголемување на имунитетот и подобрување на општата здравствена состојба. Престојот во солената соба на Витасол ќе ве подготви за престојната сезона на настимки и грип. Ќе ви помогне во намалувањето на вашите респираторни потешкоти, ќе ви помогне во решавањето на вашите кожни проблеми, ќе ги намали тегобите предизвикани од реума и артрит, а воедно ќе ви помогне да стресот, хроничниот замор станат ваше минато. Направете го вистинскиот чекор за вашето здравје и посетете ја солената соба Витасол. Пица ресторан Алберта, место со долгогодишна традиција. Препознатливи и единствени во градот со фурна на дрва. Мирисот на вкусните пици и пастремајли приготвени од врвните мајстори низ штипскиот сокак веднаш ве мами. Место со топол и пријатен амбиент. Пица ресторан Алберта, чувство на спокој и љубов. Добра вечер од Eurolink, единствената осигурителна компанија која никогаш не спие. Купете полиса за осигурување или пријавете штета во било кое време на 02 15 888 и користете ја 24-часовната поддршка на Eurolink осигурување. Ви посакуваме убава вечер. Почитувани гледачи, го проследивме и вториот блок на реклами, а ние секако го продолжуваме нашиот денешен разговор со нашиот денешен гостин. Станува збор за Емил Павлов, кој што тренира карате во карате клубот Штип. Емил, продолжуваме понатаму, еве во продолжение на кој надпревари имаш учествувано и да споменеме некој од нив. Па вака, јас им учествувам на многу надпревари. Сакам да го издувам два надпревари кои се вратив со награда. Сакам најпрво да го издвојам првото место на Балканското првенство за јуниори во 2009 година и сега пред 2 месеци се одржа светско универзитетско првенство на кое јас земав учество и на ова надпреварење јас освоив 3-то место. Така. И еве за последниот надпревар нешто повеќе? Па еве, колку време се подготвувавте? Па можем да кажем дека се подготвувавме цела година. Така. Но пред 3 месеци поинтензивно се подготвува. Така. И еве сега ме интересира кои се вашите планови за воиднина, дали веќе има закажано некои нови надпревари на кои што ќе треба да се посети? Па да, сега за 10 дена има изборен турнир на кој ќе земат учество оние
картисти кои били најдобри во својата категорија на државното првенство кој се одржа на 9 септември. Така. Оние кои зедоа медал ќе се преборуваат и кој најдобар ќе влезе во репрезентацијата на Македонија кој ќе ја представува на светското првенство во Париз во ноември месец. И кои се предностите од спортување без разлика за кој спорт станува збор, фудбал, кошарка, карате? Еве конкретно за овој спорт. Па јас мислам дека предностите се големи како во здраво тело, здрав дух. Здраво дух. Ви советува ли вашиот тренер во однос на исхраната? Кои продукти треба да ги консумирате? Па да, во нашиот спорт, да избегнувате? Во овој спорт има течниски категории, како мора да има, се случува некогаш да кинеме по 3 до 4 килограми, мора да внимаваме да консумираме повеќе зеленчуци, овоше, здрава храна. Се сеќаваш ли на некоја интересна случка за време на некој турнир или надпревар? Па не можам да се сетам, сигурно имало, но сега не можам да се сетам. Но ќе ни ветиш дека кога нареден пат ќе гостуваш, ќе споделиш со гледачите на Ерис телевизија. Така, кое е твоето животно мото кое што те води низ животот? Па, како што го кажав и во минатата емисија кога бев гостин, мојот животно мото е пантер, постојано мирен, тивок, но кога е најпотребно го лови својот плен, оди само на сигурно. Така. И твојата неостварена желба, односно неостварен сон? Мојата неостварена желба, исто така ја кажав и на минатата емисија, да освојам златен медал на светско првенство. Така. Се уште е неостварена желба, но се надевам дека нареден пат кога ќе ни бидеш гостин, дека ќе биде остварена. Така. Јас сум сигурна дека и гледачите на Ерис телевизија имаат по некоја неостварена желба, па и јас се разбира. Што ти би ни препорачал во процесот на следењето на нашиот неостварен сон? Па би препорачал да бидат упорни, да не се откажуваат. Така. Емил, јас ти благодарам што ова утро беше дел од утринската програма и се надевам дека во иднина ќе следуваат многу успеси, многу успешни надпревари и турнири и тоа да биде повод и причина повторно овде да седнеме и да поразговараме за сето тоа што се случува. Благодарам на вас. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, денеска 20 септември, четврток, се празнува Денот на пензионерите. Повеќе детали во прилогот што следува. Штипските пензионери едва и врзуваат крај со крај. Дури 90% од нив имаат пензија пониска од просечната. Пензиите моментално во Македонија се слаби. Затоа што, да речеме за Штип, јас ако сакате да кажам, Штип број некаде околу 9000 пензионери. Просечната пензија на пензионерите е 10.000 денара. Со тие 10.000 денара не можат луѓето да прекарат, а како товар од озгора на сето тоа е фамилијата. Тоа се деца, внуци, фамилија, струи, дрва, огрев и така натаму. Едва, многу тешко. Имаме и друго што треба малку да помогнеме, меѓутоа не можеме комуналиите додека да ги платиме, другото и многу малку останува на пензионерот со нашата скромна пензија. Помагаме на невработени деца, данас што ги имаме, на внучиња, сега треба да одат на факултети, запишуваме, даваме ние старите пари, возрастните. Убаво е. Меѓутоа многу ми беше поубаво кога работев. Сепак Вера Огњанова вели дека иако парите се малку, пензионерските денови знае да си ги разубави со активности. Да бидам горда дека сум во денешно време пензионерка, затоа што многу нешто му се пружа на пензионерот. Како прво спортски игри, па шетање, па уживање, затоа што у тие минатите години остатокот од животот сакаме да го минеме убаво, среќно и задоволни. Пензиите се мали. Секој пат можеш да одвоеш за чедото ако сакаш нешто да дадеш, меѓутоа за да помогнеме не, а за нас имаме една живија. Пензионерите утре ќе го одбележуваат својот ден во Штип денес по повод денот на Сдруженијето на пензионери. Пензионерите од Штип и Карбинци се собраа на заедничка средба. Сакаме да честитаме на сите пензионери во Република Македонија, а посебно на нашите пензионери од Штип и Карбинци, да го честитаме празник 20 септември, кој го славиме секоја година и понатаму ќе го славиме, бидејќи е ден на пензионерите. Од 500 пензионери во 1946 година кога се формираше Сдруженијето на пензионерите, денес во Македонија бројот на пензионерите е околу 278.000.
Така, почитувани гледачи, еве и од мене честитки за денот на пензионерите, 20 септември. Измина оние 60 на минути, односно минутите кои што беа предвидени за денешното ново издание на емисијата Утринско будење. Се надевам дека ви бевме интересни и дека останавте заедно со нас до крајот на емисијата. Ви благодарам за вниманието. Мене ми беше чест и задоволство што и ова утро моето утринско кафе го испив заедно со вас во друштво на верните гледачи на програмата на Ирис телевизија и на емисијата Утринско будење. И се разбира да не ги заборавиме оние кои што не следат на нашиот веб портал iris.mk. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам да имате пријатен, среќен и успешен ден.